Ние продолжуваме со блаженствата и наред ни е 8-то блаженство. Јас минатиот пат спомнав дека се 9 блаженства, меѓутоа ќе се поправам, сепак се 8. Затоа што овие 3 стиха, 10, 11 и 12 од Матеј 5 глава всушност се однесуваат на едно блаженство. Сите овие стихови ни говорат за блажени се оние кои што се гонети заради правда. И може да го видиме тоа, да ги прочитаме. Значи, 5 глава Матеј, 10, 11 и 12. И веднаш, уште пред да ги прочитаме, ќе сватиме колку е тешко денес да бидеш миротворец, оно што зборувавме минатата сабота. Затоа што рековме дека овие блаженства се споени, се надополнуваат едно на друго. Што мислите, кои се оние кои што се гонети заради правда? Осмото блаженство се однесува на оние на кои што се однесуваат и претходните 7 блаженства. Од 3 до 9, Матеј 5, 3 до 9. Меѓу кои се и миротворците, и кротките, и бедните по дух, понизните, чистите по срце. Малку, може би, звучи чудно, меѓутоа, во кој свет живееме? Во еден зол свет. 10 стих. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Претходно брат Зоран кој зборуваше за чистење. Колку сакаше испири се надворешно, едно од блаженствата беше чистите по срце, ќе го видат Бога. И тоа само чистите по срце. И овде вели, така гласи во еврејскиот, мислам. Блажени се оние кои што се гонети заради правда. Само тие, само на нив им припаѓа Божјето царство. Небесното царство. И видите, нормално е, кога ќе се одлучите да го следите Бога, не може да нема некои одредени консеквенции по вас или последици, или да помините без реакција на светот или тие околу вас, кои што следат некого друг. Невозможно е да нема некоја реакција. Еве, сетете се сите, секој од нас кој што може би потекнува од неверно семејство, значи и со текот на времето, нели, низ годините се обратил, па сте имале како прво реакција од своите домашни. Сите блаженства, всушност што ги поминавме, и сите карактеристики што ги видовме се неприфатени во светот. Светот едноставно не толерира денеска беден по дух. Што значи беден по дух? Оној кој што се чувствува испразнет од себе. Во светот имате првата карактеристика што ја спомнува Павле во Тимотеово послание 3 глава е само живи луѓе. Тоа е сосема спротивно од оние кои што се испразнети од себе. Светот не прифаќа вакво нешто. Затоа е неминовно да се најдете во судир. Плачковци не сака светот. Под наводници сега плачковци, знаете, зборувавме за оние кои што плачат заради својата бедотија. Кротки, понизни, нешто не сакаат, туку ги искористуваат таквите. Ги злоставуваат, односно го сметаат тоа за некоја слабост, всушност. Гладни и жедни за правда, ќе речете по денески, сите се борат за некој права или за некоја правда, па да, ама за своја правда. Ама кој ја бара и кој е гладен и жеден за Божјата правда? Тие се бројат на прсти. Значи, светот во глобала не поднесува вакви, не ги толерира едноставно. Милостиви, сочувствителни. Ќе речете по денески, имате многу хуманитарни организации, знаете луѓето, па да, а зашто постојат хуманитарни организации? Од истите причини што постојат социјални мрежи, затоа што луѓето станале асоцијални.
Затоа постојат и хуманитарни организации, затоа што луѓето не се милостиви. А друго е тоа што некои од тие хуманитарни организации служат за перење на пари, тоа е веќе друго. Што е стварно нонсенс, самото по себе. Чисти по срце, рековме, искрени, транспарентни. Кој од светот сака такви луѓе денеска? Може ќе кажат они, ама секој денеска е повреден, изигран од некого, значи преварен, да. Меѓутоа Господ сака такви. Тоа се тие кои што ќе го наследат Божито царство. Миротворци, рековме. Во овој свет кој што се повеќе се бунтува, гледаме на сите страни, незадоволство. Вчера читав баш неверојатен податок. Според висина на гнев, македонците се на второ место во Европа. Значи, само по-гневни од нас се турците. Интересен податок. Значи, ние сме веднаш после турците, по искажување на гнев, некоја статистика правиле таму. Трудете се вие да бидете миротворци, меѓутоа кога имате насобрано толку гнев, тешко оди. Значи, просто кажано, за да одиш во чекор со Господа, ќе мораш да одиш во расчекор со светот. Друго нема. Да ги прочитаме сега и 10-11 стих. И да видиме зошто овде станува збор за едно блаженство, всушност. Тоа ни го кажува 10-11 стих. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте која ќе ве навредуваат. Значи, сега ако забележите сите блаженства, ова е интересно исто, се кажани во трето лице. Множина, ама овде Исус се обрека во второ лице. Во 11 стих, меѓутоа пак на истата тема е. Блажени сте кога ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас. Значи, ова е само проширување на првиот стих. Гледаме, повторно станува збор за прогонство, но, вели, ке ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас. Значи, на различни начини можете да бидете гонети. Секакви лоши зборови заради мене. Заради тоа, сметам дека ова е едно исто блаженство, но интересно е што имаме и едно ветување, значи, во 10 стих, зашто е нивно царството небесно. Едно ветување. На секое блаженство забележувате ветување на крајот. Овде во овие два стиха имаме едно ветување, а две блаженства, што би се рекло дека Господ двојно ги благословува оние кои што се гонети заради правда. Што наистина е многу прекрасно од негова страна. И поставив прашање предходно, и тоа повторно, кои се оние кои што се гонети? Стихот не кажува точно, но оние кои што се гонети заради правда или заради Христа, вели тоа исто битен момент, тоа веројатно може би вечерва ќе го фатиме, но очигледно е од самиот контекст исто така дека оние кои што се блажени во ова 8 блаженство се истите кои што се блажени во претходните 7 блаженства. Наједноставен одговор. Значи, бедните по дух, кротките, чистите по срце, оние кои што плачат, и миротворците и така натаму и така натаму. Тоа се луѓето кои што се Божи, тоа се луѓето кои што се стремат кон Божието царство, луѓето кои што ги живеат блаженствата всушност. Ја реков и минатиот пат и сега, значи ако сакате да се тестирате, да видите до каде сте и кој сте и што сте, и прашањето се наметнува во контекст на онај дојчин што не го презентираш овде, и дали сме обратени воопшто, тестирате се преку блаженствата. И факт е дека колку повеќе човек настојува да живее според овие блаженства, толку посилна ќе биде реакцијата од светот и од оние кои што одат во другиот правец. Неминовно е. Иако може да звучи нели чудно, да бидат таквите луѓе изложени на прогонства, кротките, понизните, чистите, искрените, вистините, меѓутоа светот е зол. Светот станува се по-зол. И еве да видиме
сега да отвориме што вели Павле во второ послание до Тимотеј, 3 глава, но подолу ја спомнав некои стихови предходно, значи само живи, сребролюбци, зошто времињата ќе станат тешки. Меѓутоа 10 стих, читаме до 12. Второ послание до Тимотеј, 3 глава. Видите Павле што му вели на Тимотеј, му се обраќа, му вели: ти го следеше моето учење, поведение, целта, верата на мојата великодушност, љубовта, трпеливоста, на моите прогони и страдања, што ми се случија во Антиохија и во Иконија и во Листра и каде не. Какви прогони претрпев и од се Господ ме избави. Павле му вели на Тимотеј: тебе те јасно знаеш ни што се поминав, ни с какви се прогони поминав. И што додава после 12 стих, оној многу добро познат стих, каде што никој не се исклучува. Што вели стихот? А и сите, ама во тие сите спаѓаат оние кои што сакаат да живеат побожно во Христос Исус, ќе бидат гонети. Значи има ли исклучок тука? Сите. Кога вели сите кои што сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе доживеат некакво прогонство. Тоа не значи дека сега сите ќе не живееме во поинаков век, нема да не палат на клади или не знам што. Меѓутоа, различен вид на прогонство, тоа не значи цело време. Може би некогаш, поминало тоа, може би иде и така натаму. Меѓутоа, невозможно е во ваков зол свет, ако вие живеете ваков живот според блаженствата, да не доживеете прогонство од некој тип. Невозможно е. Значи, од овој стих 12 во 2 Тимотеј во 3 глава гледаме дека прогонството не само што не е чудно за оној кој што сака да живее побожно во Христа Исуса, туку е и гарантирано, загарантирано. Сега може човек, знаете, никој не сака да доживува овакви работи. Природно е за човек да сака да си живее убав живот, мирен, лагоден, меѓутоа може не е убаво да си поминеме на овој свет. Меѓутоа ќе поминеме убаво ако, да речеме, во најлош случај луѓето нема ни да дознаат воопшто дека сме христијани. Замислете си живеете во мало или не знам, работите во фирма некоја и луѓето немаат поим вие кои сте и на која верска заедница припаѓате, што исповедате, ништо не знаат. Така лесно ќе си поминете. Меѓутоа, знаете, човек сака да живее, оној кој што сака да живее по линијата на помало отпор, знаете, водата така тече, наоѓа по линија на помало отпор. Меѓутоа, христијанинот кој што сака да живее по линија на помало отпор, ќе се искриви како една река. Значи, не е можно, ако сакаме да живееме побожно како Исуса, да си поминеме мирно и убаво на овој свет. Невозможно е. Значи, кога вели сите кои што сакаат да живеат побожно, во Христа Исуса ќе бидат гонети. И кога го спомнавме Павле, обично истакнува често пати, ако ја фатам да се фалам, во тело ако треба да се фалам, имам што да се пофалам. Го гледате ли некаде дека се фали со своите факултети? ДРМР, не знам, ето, обично препорака некоја, како го вика тоа, акредитивно писмо, не знам. Со што се препорачува он? Со што би се препорачал Павле? Со овој и оној факултет? Или што вели во 2 Коринќаните 11 глава, да се подсетиме на овие негови зборови. И како тоа, баш коринќаните многу чудно гледале на тоа, како Павле, ако е христијанин и верен, може да поминува низ такви работи. Коринќаните се фалеле многу со своето знаење, со својот лагоден, убав живот и така натаму. И сега ова им отскокнувало многу. Павле им отскокнувал, и христијаните, апостолите. Што вели во второ послание на Коринќаните 11 глава? 23 стих. Христови служители ли се?
Зборувам во безумство, јас сум уште повеќе и јас сум Христов служител. Повеќе се трудев, повеќе пати бев во темници, бев биен премногу, многу пати во смртни опасности. Од јудејците примив 5 пати по 40 удари без еден. 3 пати бев бичуван, еднаш каменуван, 3 пати доживеав бродолом, ног и ден поминав на длабоко море. Често патував, бев во опасности од реки, во опасности од разбойници, во опасности од сонародници, во опасности од народи, во опасности во град, во опасности во пустина, во опасности по море, во опасност меѓу лажни браќа, во какви се неопасности. Во труд и тешкотија, многу пати во неспиење, во глад и жет, во многу постоење на студ и во голота. Уште и додава грижата па за црквите, тоа да не ви го спомнувам. Каде е ваквото христијанство денес? Ај ќе видиме тоа подосно. Или може би вечер. Еве во Лука, како вели, како Лука го запишал овој стих, ова блаженство, малку пократко, Лука 6:22, во еден стих, вели, блажени ќе бидете кога ќе ве намразат луѓето, значи Лука 6:22, блажени ќе бидете кога ќе ве намразат луѓето и ќе ве отфрлат и ќе ви нанесат срам и ќе го разгласат името ваше како лошо заради Синот човечки. Значи ќе ве намразат, ќе ве отфрлат, ќе ви нанесат срам, зарем ова него доживеа нашиот Господ Исус Христос. Сето ова. Како си поминувал Исус како најголем миротворец, како некој кому му немало рамен, значи по љубезност, по кротост, по сочувство и така натаму. Едноставно некој кој што во суштина е љубов. Како тој поминал на оваа земја? Меѓутоа да не забораваме, дошол да се соочи со злото и со лукавиот кој што го продуцира тоа зло. Дошол да го спаси човештвото од гревот. Затоа морал одлучно да го адресира гревот. Едноставно не треба да забораваме кога зборуваме за вакви работи, која е суштината и зашто се води, околу што се води големата борба, всушност. И видите што вели во Копнежот Елен Вајт. Светот, еве зошто неминовно е христијанинот кој што сака да живее побожно дека ќе дојде во судир. Што вели? Светот го сака гревот, а ја мрази праведноста. И тоа била причината за неговото непријателство кон Исуса. Исус постојано се наоѓал во судири. Која е причината? Затоа што светот сака едно, го сака гревот, а ја мрази праведност. А Исус дошол да ја прикаже и представи праведноста и затоа било тоа непријателство. Сите што ќе ја одбијат неговата бесконечна љубов, христијанството ќе го сметаат за фактор што вознемирува. Го слушате ли ова, ја слушате ли ова реченица? Сите оние кои што ја одбиваат Божјата љубов, христијанството ќе го сметаат за фактор што вознемирува. Ние им бркаме во совеста на луѓето, барем со нашата исповед, сега колку сме стварно со чисто срце, тоа Господ знае и ние треба да знаеме. Се надевам, меѓутоа, самото исповедање, со самото наше проповедање, им бркаме во тие нечисти мисли. Ке спомнев една славна личност, не мора да спомнам. Иако многу убава слика беше тоа, како и да е. Значи, сите што ќе ја одбијат неговата бесконечна љубов, христијанството ќе го сметаат за фактор што вознемирува. Христовата светлина ја растерува темнината што ги покрива нивните гревови, создавајќи потреба од реформа. Кога паѓа светлината на луѓето, создава потреба од реформа. Не може да останете така, исто, статус кво. Додека едни кои му се покоруваат на влијанието на Светиот Дух, почнуваат борба со самите себе. Значи, сите се борат. Ама тие кои што одговараат и се покоруваат на влијанието на Светиот Дух, вчера читавме баш за Светиот Дух, дека
Треба да му се покориме, треба да дозволиме тој да управува, а ние не можеме, ама сакаме некојаш ние да управуваме, како ќе управуваш со Бога. Но, вели овде, значи, доека едни кои му се покоруваат на влијанието на Светиот Дух почнуваат борба со самите себе, а тоа е најтешката борба, други кои цврсто се држат за гревот, се борат против вистината и против незините носители. Многу убаво кажано. Едните се борат со самите себе, оние кои што дозволиле Духот Свети да влијае врз нив, а другите кои што сакаат да си останат во гревот, ќе се дигнат и ќе се борат против оние кои што ја представуваат вистината, значи против носителите на таа вистина. И тоа секогаш било така низ целата историја. Започнете и видите уште од првите страници на Библијата. Кој кого уби? Авел го уби Каин или Каин го уби Авел? Каин го уби Авел. Зошто го уби? 1 Јованово 3:12. Ние ќе кажеме од наша гледна точка без причина. А Исуса зошто го мразија Исуса? Мислите дека денеска светот го сака? Кога би дошол пак би се појавил? Ние оставете ги тие манифестации на злото кои што се појаѓа. Значи, злото веќе не се крие, злото веќе отворено се манифестира. Но сепак има луѓе, христијани, христијанството е во милиарди се брои. Значи, со се католици, православни и протестанти, 2 милиарди, не знам колку се прилика. Може би. 1 Јованово 3:12 и 13 ќе прочитаме, значи, Каин и Авел сме, но не како Каин вика, кој беше од лукавиот и го уби брата си, замисли си брата уби, уште на почетокот. А зошто го уби? Затоа што неговите дела беа лоши, а на неговиот брат праведни. Ево пак тоа. Гревот од една страна, лошите дела, од друга страна праведноста, праведните дела, праведниот живот. И потоа додава во 13 стих вели, па не чудете се, браќа мои, ако светот ве мрази. Воопшто не е за чудење. Ако вие сте тргнале во таа насока, а светот знаеме кај оди, немојте да се чудите, ако ве мрази. И тоа без никаква некоја причина. Значи, Каин не можел да ја поднесе и да ја толерира праведноста на својот брат. Не можел едноставно. Видите во Евреите 11 глава, 24 и 25, Мојсей. Евреите 11, 24 и 25. Евреите 11, 24 и 25. Преку вера Мојсей, кога порасна, знаете, кога се освестил дека е евреин, во таа фараонова палата, одби да го нарекуваат син на фараоновата ќерка. И што вели 25-тиот? И со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на греот. Значи, видите, ако сте со Божиот народ, ако сте дел од Божиот народ, доаѓа и страдањето, неминовно. Не можеш да не пострадаш доколку не сакаш да се насладуваш на гревот. Или со други зборови, тоа би значило да сакаш да му бидеш послушен на Бога, односно да го држиш неговиот закон. А големата борба е токму околу тоа. Можеме или не можеме? Со Божја помош секако можеме, и ако тргнеме во таа насока, значи ако ги живееме блаженствата, кои што Исус ги прикажува на самиот почеток од неговата проповед на гората на блаженствата, тогаш е неминовно тоа оттргање од гревот всушност исто донесува страдање. И страдање од другите, и прогонство од другите, оние кои што сакаат да се насладуваат во гревот. Да се сосема два различни правци. И еве што вели Елен Вајт исто во Патриарси и пророци овој пат, страна 77. Секојаш кога некоја душа со вера во Божјото јагне ќе се откаже од гревот, тоа предизвикува и распалува гнев кај сатаната. Го слушаме ли ова? Со било кој грев, кога ѓаволот ќе види дека вие сте постигнале успех, сте победиле некој грев, веднаш скока, ве губи.
чувствува дека ве губи, се распалува гневот, вели кај сатаната. Светиот живот на Авела, значи ова е во контекст на оно што кажеме за Авел и Каин. Светиот живот на Авела представувал доказ спротивен на тврдењата на сатаната дека луѓето не се во состојба да го држат Божиот закон. Големата борба се води околу тоа. Авел е приказ дека е можно. Божиот народ е приказ дека е можно, посебно на крајот, дека е можно да се држи Божиот закон. И се пали гневот кај ѓаволот. Каин, гонет од лошиот дух, кога видел дека не може да господари над Авела, толку многу се расрадил на него што му го одзел животот. Што сакал Каин? Не само да си принесе само своји дарови, нели, спасение со дела, туку и сакал да господари над Авел. Не, ти ќе правиш ја како што ќе ти кажам. И сега тука можеме да збориме и за комшиите, за средниот век и така натаму и така натаму. Значи, вели, кога видел дека не може да господари над Авела, толку многу се расредил на него што му го одзел животот. Ова значи дека во последното време посебно ќе го подигнеме гневот на ѓаволот. Дај Боже, дали да бидеме во тие 144.000 и тогаш ќе дојде вистинско страшно прогонство. Не може да биде поинаку. Може би сега нема прогонства, не може би. Елен Вајд кажува зошто сега нема прогонства. Затоа што црквата се обединила со светот и затоа што сме направиле компромис со гревот. Затоа нема прогонство. Кога ќе таа дистинкција која ќе биде јасна, ѓаволот не може, гледате што вели овде. Секогаш кога некоја душа со вера во Божито јагне ќе се откаже од гревот, тоа предизвикува гнев кај сатаната. И сега сме кај Авел, значи, односно Каин гонет од лошиот дух, кога видел дека не може да господари на Авела, толку многу се расредил на него што му го одзел животот. И секаде кај што ќе се најдат такви кои ја бранат правдата на Божите закони, ќе се покаже против нив ист ваков дух. Тоа е истиот оној дух кој за Христовите ученици подигал справи за мачење и подпалувал пламен на клади низ сите векови. Тоа е истиот сатански дух. Сите свирепости и грозомори што морале да ги поднесат Христовите следбеници, биле поттикнати и предизвикани од сатаната и од неговите лоши ангели, повторно од иста причина, затоа што не може да ги присилат да ја прифатат нивната власт. Патолошко, болно суштество да владее, да контролира, да има контрола над се. Тоа е сатаната. Меѓутоа, вели Елен Вајд, тоа е без, да не забравиме, на поразениот непријател. Всушност, според ова што досега го видовме, можеме да кажеме дека еден од најголемите докази дека сте на вистинскиот пат и страна од големата борба доколку страдате прогонства, доколку сте се гонети на ваков или на онаков начин. Тогаш едноставно нема сомнеш дека не сте на Божјата страна. Затоа и ѓаволот нема да ве остави на мира. Токму за таа причина. Видите сега што вели Павле во Филипјаните 1.29. Уште сме всушност на тој прв дел од блаженството, кај што всушност сакаме да сватиме дека е неминовно христијанинот кој што сака да живее побожно, дека ќе биде гонет. Филипјаните 1.29. Зошто вам ви се даде милост заради Христа, не само да верувате во Него, туку и да страдате заради Него. Меѓу другото, Божјата милост ни се дава за да ги издржиме и страдањата. Доста ти е мојата благодат, што вели Павле во своите списи, односно Господ не му вели. А 28 од претходниот стих, и дека во ништо не се плашите од противниците, тоа е за нив знак за погибел, внимавајте, а за вас за спасение, знак за спасение, и тоа од Бога. Замислите си кога сте гонети. Тоа е, како рековме, сигурност дека вие сте на вистинската страна. Но, за оние кои што ве гонат, тоа е знак за погибел, а за вас знак за спасение. Сигурен знак.
Значи, прогонствата се знак за нашето спасение. Не лесниот живот. Ја пак ќе кажам, значи, ние можеме и лесно да поминеме во овој живот. Ако не го укоруваме гревот, ако си ќутиме, ако си молчиме, ако што знам, живееме според светските стандарди, ги прифаќаме стандардите на светот, моралот на светот и така натаму, и, односно не моралот, и убаво ќе си поминеме. Ќе бидеме со толпата. Меѓутоа, тоа ще треба да се запрашаме дали сме воопшто христијани. Прво Солуњаните 3.3. Прво Солуњаните 3.3. За да не се поколеба никој во овие маки, зашто сами знаете дека за тоа сме определени. Какви се овие зборови? Па појасни здравие. Да не се поколебате, да не паднете, да не подклекнете под овие маки, зашто? Затоа што па сами знаете, треба да знаете, треба да ви е јасно дека за тоа сме определени. Тоа му е пишано на христијанинот, така се изразува. Едноставно тоа е реалноста. Четвртиот стих од истата глава, значи, зашто кога бевме при вас, однапред ви зборувавме дека ќе трпиме маки, и како што знаете, така и беше. Уште пред да... Значи, ви кажавме едноставно. И реков, не мора на исти начин или цело време да трпиме прогонства, не мора да биде тоа клада или не знам што, но сигурно ќе се случат на ваков или онаков начин прогонствата над христијанинот. И за тоа, како што претходно кажуваме, нема потреба да има некоја посебна причина. И сега отворете во Јован 15 глава. Тука има малку подолг текст. Што и како им се обреќа Исус на своите ученици. Јован 15, од 18 стих. Ке читаме. Предходно видовме дека Каин скокна и го уби Авела, зашто? Затоа што неговите дела беа лоши, зли, а на брата му праведни. И затоа ни се велеше дека не треба да се чудиме ако бидеме намразени. Некојаш и од браќата. Не е за џабе тој пример, значи Каин и Авел. Јован 15 глава до 18 стих. Ако светот ве мрази, знаете дека мене ме мразеше пред вас. Значи, немојте да се чудете. Мене ме мразеше, логички и вас да ве мрази. Ако бевте од овој свет, светот би ги любил своите. Но бидејќи не сте од светот, не ги прифаќате тие негови стандарди, не живеете како светот. Туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Помнете го зборот што ви го реков, слугата не е поголем од својот господар. Ако ме гонеа мене, ќе ве гонат и вас. Ако го пазеа моето слово, ќе го пазат и вашето. Туку се ова ќе ви го прават заради моето име, повторно ова, како и во блаженството што стои. Зошто не го познаваат оној кој ме пратил. Тоа што ви го прават тие, таквите кои што ве гонат, не го познаваат Бога. Тоа е крајниот заклучок, може да кажем. Не го познаваат Бога. Да не дојдев, 22 стих, и сега е го она. Да не дојдев и да не им зборував, немаше да имаат грев. Значи Исус дојде, меѓу другото, истата задача како и на Светиот Дух, да не осведочи за прво грев, правда и суд. Да не дојде, да не изборував, немаше да имаат грев, но сега немаат изговор за својот грев. Кој ме мрази, мене го мрази и мојот татко. Да не направив меѓу нив дела какви никој друг не направил, значи на милост и сочувство и љубов и така натаму, немаше да имаат грев, но сега видоа и пак не замразија мене и мојот татко. Туку треба да се исполни словото запишено во нивниот закон. Што вели таму? Ме замразија без причина. Па не се чудете тогаш, ако тоа е дел од искуството во вашиот живот. Човек, богочовек, кој што немало да не му помине некој што имал потреба да не застане и да му помогне. Значи, човек кој што сите ги разбирал.
цели села поминувал да излечи. Зошто? Затоа што па сега не е во ред, овој ќе го исцелам, овој не. Значи, се обидувам да сватам како размислувал Исус и каков е. И таквиот го замразија без причина. Па нормално, која причина би имал? Ајде да направише нешто зло. Ние често пати знаеме, не дај Боже, мислам, омрза да се роди во нашето срце, ама често пати знаеме кон некого да бидеме, он вака ми направи, ја, не, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, ако може би нешто ти овој ништо не ти направил, ништо лошо не ти направил, како тоа можеш да го мразиш, па тоа е омраза од ѓаволот, од сатаната, не може да биде од ништо друго. Тоа е тој гнев на ѓаволот. И тоа, пазите, не требало многу време, уште на почетокот на неговата мисија. Во Лука, ако читате, во Лука во 6 глава се кажани блаженствата и ова 8-то блаженство за кое проучуваме. Меѓутоа него го намрази уште претходно, уште на почетокот. Лука 4:28, кога Исус излегува во синагогата да го чита оној дел од Исаија 61 глава. Знаете, оној извадок. 4:28 Лука. И кога го чуја тоа, кога им рече дека денес ви велам дека се исполниле овие зборови. Кога го чуја тоа, сите во синагогата се наполнија со гнев. Потоа во Лука 6:7 се уште не е кажана проповедта на гората на блаженството. Лука 6:7. А книжниците и фарисеите го наблюдуваа дали ќе лекува во сабота, за да може да го обвинат. И тој го исцели оној човекот со сувата рака. И 11 стих, и тие се исполнија со безумна јарост. Видите какви изрази овде користи словото. Безумна јарост и се договараа меѓу себе што би можели да му направат на Исуса, да го решат уште сега, уште тука ако може. Ете што доживеа нашиот Господ и Спасител. Видите сега повторно цитат од делата на апостолите овој пат, 576 страна. Кај своите следбеници Исус не поттикнува надеж дека ќе стекнат земна слава и богатство и дека ќе живеат без никакви неволи. Такво нешто не поттикнува, такво нешто воопшто нема намера. Напротив, тој ги повикува да го следат него на патеката на самооткажување и срам. Нему, кој дошол да го откупи светот, му се спротиставиле обединетите сили на злото. Опачните луѓе и паднатите ангели се обединиле во немилосреден заговор против кнезот на мирот. Секој негов збор и постапка го откривале божественото сожалување, но тој, со својата различност од светот, ова ми е болдирано. Нема потреба да постои некоја друга причина. Од старт зборевме за тоа. Зол свет. Вие одите во другата насока од него. Праведни сте. Добри. Правите добри дела. Едноставно ги пече, ги жеже. Но со својата различност од светот, тој предизвикал против себе најогорчено непријателство. Така се случува со сите кои побожно живеат во Исуса Христа. Ево, она, сите. Секој. Сите. Прогонства и презри ги очекуваат сите што се проникнати со Христовиот дух. Со текот на времето, обликот на прогонството се менува, во зависност во кое време живееме секако, но принципот, или зависи тоа како ви е животот. Значи, низ какви етапи може би во животот поминувате. Значи, со текот на времето, обликот на прогонството се менува, но принципот, духот врз кој тоа се темели, останува истиот оној кој ги убивал Господовите избраници уште од деновите на Авел. Сатаната во сите векови го прогонувал Божиот народ. Тој ги мачил и ги осудувал на смрт, но верните, умирајки, стануваат победници. Сега на крајот од цитатот малку охрабрување. Значи, тој ги мачил и ги осудувал на смрт, но верните, умирајки, стануваат победници. Тие сведочиле за силата на оној кој е посилен од сатаната. Безбожниците можат да го мачат и да го убијат телото, и толку највеќе можат, но не можат ниту да го допрат животот кој со Христа е скриен во Бога.
Тие можат мажите и жените ги затвараат меѓу затворски ѕидови, но не можат да го оковаат духот. И ова би требало да привршиме со ова, да не бидеме предолги. Да го прочитаме повторно блаженството од Матеј, 5 глава, 10, 11 и 12. И овде сакам да ставаме еден акцент исто. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно Царството Небесно. Блажени сте која ќе ве навредуваат и гонат, а ова се видови, начини како може да бидете гонети, тоа може би вечера, веројатно, да бидеме предолги, како што кажав. Значи, ќе ве навредуваат директно во лице, оние кои што имаат поголема храброст, да кажам. Гонат и оние кои што немаат толкава храброст, ќе ви говорат зад грб, лажно против вас, секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се, да застанеме малку, и ова ќе го акцентирам и вечера, меѓутоа и тука да го кажам. Забележете, гонети заради правда и заради мене, вели Исус, заради Христа. Може да кажеме заради правда, заради Христа. Светот нити ја сака правдата, нити го сака Христа. И затоа ќе бидеме гонети. Меѓутоа, заради правда и заради Христа, не заради мене. Заради мене може да бидам и гонет, и не сум блажен во таа ситуација, таква ситуација. Ке спомнем вечер стихови. Не се задржувам сега на тоа. Со други зборови, јас самиот можам да си предизвикам прогонства. Ама јас самиот, и тогаш ќе бидам гонет заради мене, заради самиот себе, а не заради правда и заради Христа. Со некои непромислени чекори, може би, начин на сведочење, исто така, може да испровоцира некој начин на сведочење, не велам вистината. Вистината секојаш може да предизвика. 12 стих, радувајте се и веселете се. Вечер ќе го фатиме. Знаете ли што значи ова? Ајде сега ќе спомнам малку. Радувајте се и веселете се. Да скокаш од радост. Веселете се, да скокаш од радост кога си гонет. Како бе? Целата негова проповед е, реков, револуционерна. Овие слушат и што збори овој? Па и ние денес се прашуваме, што збори? Да скокаш од радост кога си гонет. Па затоа што кажав, тоа е една од најголемите сигурности дека си на вистинскиот пат. Меѓу другото, радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесната, зашто така ги гонеа, сега на ова сакаме се наш, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Еве уште една сигурност. Па зарем не е ова убаво друштво да се најдете меѓу пророците кои што ги гонеа пред нас? Меѓу Илија, зборуваме за него, читавме Елисеј, и да не ги редам така, Еремија, исто што се не доживеал. Да бидеш во нивно друштво, па тоа значи дека си во спасените, по-сигурно здравие. И така им правија и на нив пред вас, па така, како што велеше Исус, мене ми правя и вас ќе ви правят, и на пророците им правя. Сите оние кои што сакале и живееле побожно во Христа Исуса, бивале гонети и ќе бидат гонети. Сега ако отвориме во Лука 6 глава, Лука е интересен, Лука 6 глава на така збиено, малку ќе ги каже блаженствата во однос на Матеј, малку по-збиено и после тоа ја кажува спротивната страна, односно проклетствата, така да кажеме. И видите што вели овде. Значи, што читавме во 12 стих Матеј, 5 глава? Радувајте се и веселете се, зашто голема вашата награда на небесна, зашто така ги гонеа пророците. Значи, ги навредуваа, говореа лажно против вас, секакви лоши зборови, така натаму, против нив, тогаш сте во добро друштво. Но, видите Лука што вели во 6 глава од 24 стих. Значи, откако ќе ги каже блаженствата. И после вели в 24 стих, 6 глава. Но,
Горко вам богати. Значи, кое беше првото блаженство? Блажени се бедните по дух. Горко вам богати, зашто ја примивте својата утеха. Богати по дух. Горко вам кои сте сити сега. Вам беа блажени гладните за правда? Горко вам кои што се сити сега, зашто ќе гладувате. Горко вам кои се смеете сега, зашто ќе жалите и ќе плачете. И сега внимавате 26-тиот. Горко вам кога сите луѓе ќе зборуваат добро за вас. Затоа што тогаш не сте во добро друштво, зашто нивните татковци им правиа така на лажните пророци. Ги гонеа, лажно зборуваа, ги клеветеа, вистинските пророци. Ги тепаа, ги убиваа, знаете онаа параболата со лозарот, лозјето и синот на крајот го убија. Но, ако сите луѓе зборуваат добро за вас, тогаш не сте во добро друштво. Затоа што е невозможно такво нешто за оној кој што решил да го следи Христа. Невозможно. Значи, ако сте на добар глас, тоа значи дека сте во погрешно друштво. Може би сте христијани, но не доволно активни, може би сте многу пасивни. Не ја покажувате својата вера или пак, знаете, некојаш кога треба да кажете нешто, па ќе си молчите, ќе си речете, поубава си молчам, ја ти, тешко ќе биде по мене. Значи, пасивни сте или пак највеќе акцент ставате на вашата репутација, тоа ви е битно, што луѓето ќе мислат за вас. Тоа ви е најбитното нешто. Како фарисеите. Па сте заокупирани со тоа, како да добиете добар глас меѓу луѓето. Или да го одржите. Меѓутоа, кога сте популарни, така да кажам, кај сите, тогаш тие не ја знаат вистината за вас. Сте го замаскирале своето христијанство или не сте воопшто христијанин. Затоа нема друг пат овде да завршиме. За оној кој што го следи Христа, оној кој што сака да претендира, значи за Божјето царство, оној кој што ги живее блаженствата, нема друг пат. Ако сакаме да живееме праведно среде овој неправеден свет и општество, мора да бидеме спремни на реакција во светот, и тоа некојаш на жестока реакција, а некојаш не мора да биде и светот во прашање. Може да биде реакција од некој што е многу поблиску. Ајде да не биде вака завршетокот, да се охрабриме. Со еден цитат од Копнежот. Исус вели ја читал иднината на своите ученици. Знаел Исус пред време кој како ќе заврши. И како завршиле, by the way. Освен Јован. Сите кој вака, кој онака. Еден од нив видел одведен на губилиште, друг на крст, трет во изгнанство меѓу осамени морски карпи, други во прогонство и смрт. Ги охрабрил со ветувањето дека ќе биде со нив во секое искушение. Ова ветување не загубило ништо од својата сила. Господ знае се за своите верни слуги, кои заради него се во затвори или прогнани на осамени острови. Тој ги теши со своето присуство, а знаете дека е присутен преку утешителот Светиот Дух. Кога верникот заради вистината ќе седне на обвинителна клупа, на неправедни судови, внимавајте, колку често пати паѓам на ова, ја лично паѓам на ова. Вели, кога верникот заради вистината ќе седне на обвинителна клупа, на неправедни судови, Христос стои крај него. Зашто забораваме тако нешто? Зошто се подига гнев некојаш кај нас? Зошто? Па Христос стои покрај тебе. Христос е на твоја страна. Христос знае се. Сите обвинувања што паѓаат врз него, врз верникот, паѓаат врз Христа. Христос уште еднаш се осудува во личноста на својот ученик. Тој што тебе те осудува неправедно, тој го осудува Бога, го осудува Христа.
Колко е сериозно ова. Затоа не треба да бидеме брзи, да судиме и да без да ги знаеме сите факти, да кажуваме што ќе ни падне на памет, да се правиме многу паметни. Значи, сите обвинувања што паѓаат врз него, паѓаат врз Христа. Христос уште една се осудува во личноста на својот ученик. Кога некој е заробен меѓу затворските зидишта, Христос го исполнува неговото срце со својата љубов. Ако некој претрпи смрт заради него, Христос кажува: јас сум оној кој што живее, бев мртов, но еве живеам во век века и ги имам клучевите од гробот и од смртта. Откровение 1:18. Животот што е жртвуван за мене е сочуван за вечна слава. Во сите времења и на секое место, во сите таги и во сите неволи, кога изгледите се мрачни, а и нината неизвестна, кога се чувствуваме безпомошни и осамени, а пазите, рековме, ако одите спротивно на струјата, на светот, вие често пати ќе се најдете осамени, неразбрани, несватени, безпомошни, кој што вели овде. И утешителот, вели, ќе биде пратен како одговор на молитвата проникната со вера. Околностите можат да не одвојат од секој земен пријател, но никаква околност, никаква оддалеченост не може да не одвои од небесниот утешител. Каде и да се наоѓеме, каде и да одиме, тој секојаш ни од десната страна да не потпре, да не подигне, да ни помогне и да не закрепне. Слава нека му е. Амин.